Општина Велес, делегацијата на Европската унија во Република Македонија и Сојузот на борци денеска го одбележаа Денот на Европа, но и Денот на победата над фашизмот. Со низа на активности во Младинскиот парк, децата од основните училишта на штандови покажаа што научиле за Европа и земјите од Европската унија. Франција највише знаат по Ефиловата кула, таа се наоѓа во Париз. Знаат по Дизниленд, по Триумфалната капија. Ја представуваме Република Германија, главен град е Берлин. Околу 15 Македонија има таа површина, 375 површина и 81 милион. Ние представуваме државата Холандија, која е препознатлива по своите лалиња, пиво, сирење, кломпите и ветерниците. Ние представуваме државата Естонија и ова што го носам на главата, јас сум девојче од Естонија и ова цвеќе е традиционално цвеќе кое е во Естонија. Бидејќи Естонија излегува на море и бидејќи има многу капетани, јас сум капетан. Штандовите и прославата во Младинскиот парк ја проследи и градоначалникот Чедиев, како и словенечкиот амбасадор во земјава Бранко Раковец. Ние веќе неколку часа тоа го одбележуваме континуирано во текот на денешниот ден со штандови поставени, со една прослава, почетокот на прославата каде што се тука сите наши најмлади категории учениците. Значи споделуваме токму она што треба, уште младите генерации ги подготвуваме за следното што следи, тоа е Европската унија. Денес имаме чест да заедно ја последиме со амбасадорот, представникот на Европската унија, господинот Раковец, амбасадорот од Република Словенија во Република Македонија, заедно да последиме сета оваа манифестација што организира општина Велес. Кон одбележувањето на овие два дена се приклучи и учениците од основното училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот. Тие со собствена манифестација пак порачаа поголемо внимание да се посвети на екологијата. Ова е последен отворен ден кој што го реализираме по повод роденденот на планетата Земја. Значи, овој ден го традиционално го одбележуваме во амфитеатарот, се со цел преку овој еко-хепенинг да поврачаме и да дадеме еден апел до сите граѓани, до сите жители на планетата Земја, да ја чуваме, затоа што немаме резервна планета и секогаш треба да ја даваме онолку колку што можеме, за таа да може да ни врати дупло повеќе. На еврохепенингот покрај основните општински училишта учество зема и велешките естрадни имиња, а претходно Денот на победата над фашизмот од Сојузот на борци го одбележаа на спомен костурницата.